Добар ден, почитувани, и добро дојдовте во новото издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин оваа недела е председателот на Сдруженијето на новинари на Република Македонија, господинот Насер Салмани. А господине Салмани, кога полицијата ќе излезе со штитови, со панцири, се добива впечаток дека се организира интервенција за насилни демонстрации. Дали надлежните беа информирани за одржување на мирни протести во средата? Мене навистина не ми е јасна намерата на владата, карши новинари да постројува полиција вооружена до заби. Навистина не можам да сватам чии интерес е од Македонија да се пратат такви неубава слика за Македонија. Ја мислам дека на владата повеќе не е интересира што мисли светот за нас. Мислам дека таа демонстрација на сила беше намената за нас, новинарите, меѓутоа не само за новинарите, туку и кон сите граѓани во Македонија. И мислам дека тоа прераснува во систем на владење, што мислам дека прво не е добро за нив, после не и за нас се разбира, меѓутоа очигледно некој има поинакви математики во главата. Колегата Кежаровски е засега единствениот новинар во Југоисточна Европа кој е затворен поради објавен текст. Каква порака се испраќа со ваквата пресуда? Па кажавме ние. Пораката е многу јасна. Секој новинар кој што ќе се обидува да истражува некоја злоупотреба на власта и ќе ја објави, ќе биде санкциониран и ќе заврши во затвор. Пострашна порака од тоа, мислам дека нема. Мислам дека случајот на колегата Кежаровски е типичен пример на нефункционирањето на судската власт. Судот мораше да ги зема во предвид, колку е што е легитимно заштитата на заштитениот сведок, толку можеби и повеќе е легитимно правото на јавноста да биде информирана за злоупотребите на власта. Колегата Кежаровски откри злоупотреба. И тоа е страшна злоупотреба, замислете. Полицијата пишува изјави за заштитени сведоци и осудува луѓе на 12 години затвор. Мене навистина, после таа изјава на заштитениот сведок, мене навистина не ми е јасно што работи јавниот обвинител. Како јавниот обвинител не се заинтересира да праша и да покрене постапка, кои се тие полициски службеници кои што им пишуваат изјави на заштитени сведоци за да осудуваат луѓе. Тоа е класична злоупотреба. И затоа во нормална земја некој одговара. И сега наместо да се отвори ова прашање, судот тоа го поклопува, го затвара и осудува еден новинар кој што откри злоупотреба на институтот заштитен сведок. Судската власт во реакцијата на ваквите случувања забележува на неедуцираност на новинарите, кои во едно демократско општество се сметаат за чувари на демократијата. Дали тоа значи дека едуцирани се оние новинари кои без прашања пишуваат партиски билтени? Да, практично тоа значи така. Затоа што очигледно судот не ја познава улогата на медиумите или не ја прифаќаат улогата на медиумите во едно демократско општество да бидат куче чувар на начинот како властите во едно општество ги ја извршуваат власта. Тоа значи дека медиумите имаат право да истражуваат и злоупотребите на судската власт. И знаете како, тие велат дека ние не сме едуцирани, меѓутоа, ќе ви кажам еден пример. Ние за овие 3 години сме направиле обид во неколку наврати да седнеме да разговараме со нив. И верувајте или не, нивниот одговор беше дека ние нема што да разговараме со вас. Се создава впечаток дека само судиите во Република Македонија се чувари на демократијата покрај многобројните забелешки од Европа и од други организации дека судството не е независно. Како може да се побие ваквиот погрешен впечаток?
Па, знаете како, не се само судовите, ја мислам дека ова власт ги контролира сите полуги на власт. Ја контролира законодавната власт, ги контролира медиумите, го контролира судството, го контролира бизнисот, практично контролира се. И во таква ситуација вие немате демократија. Во ситуација кога властите меѓу себе не можат да се контролират, тогаш престанува да функционира демократијата и се воспоставува еден хибриден систем на демократија, тоа се вика авторитаризам. Мислам дека во Македонија токму тоа се случува. И со медиумите? Апсолутно. Посебно имајќи предвид дека затоа е толку упорноста на владата да се контролират медиумите, затоа што кога медиумите би биле надвор од оваа контрола, тогаш ќе се открие другата приказна дека владата ги контролира другите институции, затоа сака да ги поклопат практично сите инструменти. Тие знаат дека таков систем не може да одржуваат во живот без тотална контрола на медиумите. А таква контрола на медиуми не можат да имат ако не демонстрираат сила и ако не праќаат новинари во затвор. Како овие настани влијаат на граѓаните во Македонија? Има и такви кои мислат дека пресудата за Кежаровски, интервенцијата на специјалците се изолирани инциденти кои влијаат само на новинарската фела. Не, мислам дека се работи за системско делување. Мислам дека колку и да се покажува дека силата или демонстрацијата на силата е намената кон новинарите, мислам дека пораката е кон сите. Наменета е за новинарите затоа што новинарите можат реално некои работи да ги пренесат во јавноста. И затоа ако успеат нив да ги замолчат, тогаш практично јавноста ќе биде нема да има можност да биде информирана за тоа што навистина се случува во Македонија. И тогаш кога имате вие неинформирани граѓани, тогаш можноста да манипулирате со луѓето е огромна. Европската Унија очекува новинарите и власта да ги продолжат преговорите по предлог законот за медиуми. Дали е тоа можно по собранискиот инцидент на 24 декември, по затворската казна за Кежаровски и по интервенцијата на специјалците? Мислам дека идејата на комисијата е да прати порака до владата дека законите дека не се добри, прво. Дека дебатата која што организираше повеќе беше глумиње дебата отколку дебата, и да ја прати порака дека клучните забелешки и на новинарските здруженија и на експертите од Советот на Европа и ОПСЕ не се почитувани, не се вградени во законите. Во ваква ситуација каква што сега сме, мислам дека малку се шансите дека ние можеме сериозно да седнеме и да разговараме, затоа што очигледно довербата е изгубена. Ние не се чувствуваме одговорни дека како новинарско здружение и како новинари не сме направиле ни еден чекор да ја нарушиме таа доверба. Таа доверба и таа недоверба која што постои меѓу нас е продуцирана од, би рекол, несмасните постапки на владата. И ако владата навистина сака да разговара со нас, тогаш ќе треба веројатно да се малку коригира во незините постапки. Демонстрацијата на сила на протестот, казната за Кежаровски апсолутно покажува дека владата се движи во погрешен правец. И ако така продолжи, веројатно ние никогаш нема да можеме да се сретнеме. Меѓутоа, ние никогаш нема да им дадеме такво задоволство да одат во Брисел и да кажат дека Сдруженијето на новинарите не сака да разговара. Ние сакаме да разговараме, но тоа не значи дека на тие разговори ние нема да ги поставиме сите прашања кои што ние сметаме дека треба да ги поставиме. Господине Салмани, ви благодарам. Благодарам и на вашиот интерес. Тоа е се за ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа, повторна средба за 7 дена.